За разлика од многу други земји, САД немаат закони со кои се ограничува временската рамка на претседателските кампањи. Поради ова, кандидатите за претседател на САД можат формално да влезат во трката во секое време пред изборите. Иако временската рамка варира за секој кандидат, повеќето избираат да се кандидираат летото пред изборната година. Во 2016 првиот официјален претседателски кандидат, републиканскиот сенатор Тед Круз, влезе во трката 596 дена пред денот на изборите. За изборите во 2020-та кампањата започна уште порано. Првиот демократ кој поднесе барање за да се кандидира во кампањата, конгресменот Џон Дилејни, влезе 1194 дена пред денот на изборите. За претседателската кампања во 2024 година, Трамп ја објави својата кандидатура за Белата куќа речиси 2 години пред денот на изборите, додека претседателот Џо Бајден формално ја објави својата кандидатура за реизбор повеќе од 1,5 година подоцна. Резултатот е дека американските гласачи веќе се уморни од кампањата. Според истражувачкиот центар Пју, 62% од американците изјавиле дека се уморни од предизборните кампањи. Многу други земји го немаат овај проблем бидејќи ја ограничуваат должината на изборните кампањи. Во Британија кампањите не може да започнат до крајот на парламентарната седница, при што изборите обично траат околу 1 месец. На крајот на мај британскиот премиер Риши Сунак свика предвремени општи избори, најавувајќи гласање што ќе се одржи 6 недели подоцна. Изборните закони во Јапонија се едни од најрестриктивните во светот, со кампањи ограничени на само 12 дена. Во Шведска, иако не постојат закони за ограничување на должината на кампањите, изборите обично траат 2 месеци. Во Франција, претседателската кампања обично трае неколку недели. Францускиот претседател Емануел Макрон повика на предвремени парламентарни избори во јуни, а првиот круг ќе се одржи 3 недели подоцна. За време на изборите во Мексико во 2024 година, официјалната предизборна сезона започна на 1 март, 3 месеци пред изборите на 2 јуни. Мексико има и дополнителна 6-неделна предкампања. За време на изборите во Тајван во јануари, кампањата официјално траеше 28 дена. Во Австралија пак, изборните кампањи генерално траат околу 6 недели. И во Аргентина, кампањата за општите избори во 2023 година траеше речиси 7 недели со забрана за водење кампањи 1 ден пред гласањето.